Кораби, геми, едреници, на знајни и незнајни народи се вготвуваат во Милетското пристаниште. Цути трговијата во Јонија, мој Аристомане, стоки од цел свет, месопотамиски, феникијски, лидејски, се врти. Се врти стоката како што се вртат и сребренициве. Да. Само и нам овде во Атина не ни врви лошо. Еве, мене грчаријава одлично ми се продава. А и тие, Аполодоре, тргувајки се збогати. Мудроста, мој Аристомане, мудроста е тоа што ме води кон трговијата. Мудроста и аритметиката. Колку мудреци имаме ние во Грција. И од нив фуката ја крадеш. И има од кого да се краде. Славата на нашите 7 мудреци нели се расчу низ цел свет. А и ти, Аристомане, си чул за тоа што ми велиш дека ги имаме цела дузина. Да. Само мене едно ме буни. Има многу имиња овде во Атина што можат да се слушнат. А ти знаеш кои се вистинските мудреци, нели? Има мнозина што ги представуваат како такви, а тие тоа не се. Измамници имало од секогаш. И ке има, Аристомане. А имало и такви што само измами и невистини говореле. А јас, Аристомане, вистината и само вистината ти ја кажувам. Знаеш ли кои биле тие 7 наши мудреци? Првиот бил Солон од Саламина. Вториот бил Периандар од Кори. Третиот бил Клеобул од Лин. Четвртиот бил Хилон од Лакедамонија. Петтиот Бијат бил од Приена. Шестиот Питак од Митилена и седмиот, Аристомане, Талес. Талес од Милет. Чувствувам и знам дека животот овој на земјата, оној во воздухот и овој во водава потекнуваат токму од ова последново. Водата. Да. Водата е принципот на се нештото. Од неја се доаѓа. И во неја се оди. Таа е овој препочеток. Она архе на витието. Во времето на нашиот архонт Дамасип, токму Талес го доби името филозоф. Да. Во денешно време, мој Аристомане, тешко е човек да биде мудрец. На умните луѓе им прилега да ја љубат мудроста. А и овие нови зборови, философија, филозоф, тоа значат љубов кон мудроста. Еве, и јас ја љубам мудроста, па не сум филозоф. Се чини не ја љубиш доволно, Аристомане. За нешто да љубиш, треба тоа нешто и да го познаваш. Ете, ти, например, Аристомане, пред да ја запознаеш својата жена, сакам да ти кажам, пред добро
да ја запознаеш твојата жена, а потоа да се влюбиш во неја. Така и со мудрост. Мудрост, Аристомане, треба прво да се запознае, а потем да се љуби. Аполодоре. Ајде да ги оставиме овие наши неуки разговори за учените. А ти гледај си ја трговијата, а јас да си ги гледам грнциве. Прав си, Аристомане, прав. Далеко е Милет. А и кој знае што умува и мудрува тој јонски филозоф Талес од Милет. Водава е прекрасна. Па зар младоста знае да и се восхитува на убавината? И тоа како? Кога одиме со татко ми по риби, и кога е добар уловот, се си мислам, ова е најубава убавина. А знаеш ли ти, момче, како ти е името? Исидор. А знаеш ли ти, Исидоре, колку тајни крие водата? Не знаеш? Има време ќе научиш. Те јас не знам се. Голема тајна е материјата. Дури ни самите богови не ја знаат незината тајна. А јас се мислам дека клучот на тајната е во водата.
Сите предмети се исполнети со душа. Во нив постојат божества кои со нив управуваат. Но ние тоа не можеме да го видиме во целина. Иако кај некои предмети тоа е видливо. Јас веќе ви зборував за моќта на магнетот. Учителу, ни говореше и за келибарот. Примерот со јантарот и магнетот ни покажуваат дека не само живите суштества имаат душа, туку и мртвите предмети имаат душа или живот. Нашиот мудрец постојано нешто филозофира. Мислиш на земјакот Талес? И тоа ми ти бил некој мудрец. Постојано нешто ломути за некои движења, испарувања, за некои души. И тоа ми ти бил начин човек да се збогати. Ако е навистина мудрец, кај му се парите, а? Победно живее и од нас рибарите. Тоа ти бил мудрец.
вчера Талес мудрецот им принел на боговите цел еден вол како жртва. Го жртвувал единствениот вол што го има? И тоа да знаеш уште зошто? А кажи ми, жити Зевса зошто? Епа успеал да открие некакво чудо. Какво чудо? Какво чудо? Ма не може кажи ми какво чудо. Ти викам чудо некакво. Па добро, кажи ми какво чудо? Епа успеал да впише некаков си триаголник, дали со исти страни, не знам. Каде го впишал? Го впишал во кругот. Чек. Па кругот? Го впишал. Вака нека. И тоа била неговата мудрост, неговото чудо. Чекай, кажи ми ти. Чекай. Може ли да се печали нешто од овие триаголници, од овие кругови, од оваа мудрост? Да. Се печали како не само најголем проблем. Најдеш човек од држава што ќе купи таа мудрост. Викам круга. Најстаро од се што постои е Бог, зашто тој се уште не е роден. А најубав е светот, космосот, зашто тој е создаден од Бога. А најширок е простор. А најбрз е умот, зашто тој низ се јури. А најмудро од се е времето, зашто тоа се пронаоѓа. Најсилна е нужноста, зашто од неа зависат животот и смртта. Животот и смртта оттаму по ништо не се разликуваат. Учителу, многу ми е непријатно што ќе те прашам вака директно и неумесно. Но ако животот не се разликува од смртта, тога зошто ние живееме?
Зошто ти живееш и не сакаш да умреш? Ќе ти одговарам директно како и што ме праша. Живеам затоа што животот и смртта по ништо не се разликуваат. Да те прашам јас за една работа што никако не можам да ја сватам. Што настанало најпрвин? Денот или ноќта? Ноќта настанала ден порано. Талец е мудрецу. А што е тешко? Да се спознаеш себе си. А што е лесно? На друг да му дадеш совет. Годинава што мина, беше никаква. Житото малку роди, а и маслинкиве не се кој знае што. Што ќе правиме со толку многу преси што ги купивме? Барем да ги изнајмевме. Велки ќе земевме некоја пара. Кој ти зема преси при толку малку маслинки под наем. А до година велат ќе биде и бетер. Вече неколку пати разговаравме, Сидоро. Гледам дека убаво размислуваш. Се интересираш за астрономијата? Затоа ќе ти кажам неколку нови работи, што би открил подајче од звездите. За нас, што сме на земјата, се случува помрачување на сонцето токму тогаш, кога месечината вертикално ќе се постави. А месечината навечер е сјајна. Токму од светлината на сонцето што од неја се одбива. Тоа исто како и одсејајот од огледалото. Едно не ми е јасно. Како покрај толку знаење живееш сиромашно? Не се не обидуваш да искористиш својата мудрост, да заработиш многу пари. Многумина ме прашуваат зашто не ги сакам пари. Но јас и на своите ученици не им ги наплатувам часовите. Едноставно им велам дека доволно ќе биде да кажете дека тоа што сте го научиле од мене. Со тоа најдостојно ќе ми платите. Среќен човек е оној кој
Во телото е здрав. Со духот е подвижен. И убаво воспитан. Запомни го овој, Сидоре. Љубовта што ќе искажеш спрема твоите родители. Таа иста љубов очекува ја и од своите деца. Знам. Ти убаво говориш. И јас се ова ќе го запомнам. Само многу ми е жал што во Милет се шират разни озборувања за тебе. Велат дека многу филозофираш и дека не умееш да заработиш нити скршена пара. Ти исмеваат, Талес. А мене ми е многу криво поради тоа. Не му обрнувај внимание на науките, Сидоре. Како да не им обрна внимание кога ме лутат? Ако би можел да им докажеш дека ти можеш да заработиш многу пари, тогаш јас би бил најсреќниот човек во Милет. Ќе им покажеме штом така сакаш. Еве сега сите мислат дека до година маслинките нема да родат. А јас, гледајќи во звездите, открив дека следната година ќе биде најродната година во Милет. Па затоа ќе ги изнајмиме ефтино сите преси. А на есен. Сите ќе ги побараат од нас, затоа што не ќе знаат што да прават со толка богат род. Задоволен си? Кој се надева дека годинава маслинкиве толку ќе родат? А ние зимовска на Талес Бадијала му ги изнамивме сите преси. И тоа за цела година. И тоа не само нашите. Чув дека ги изнамил сите преси од Милет, па дури и од Иос. И сега ги дава под наем. 10 пати поскапо. Да. А ние на подбишега ја земавме неговата филозофија. Многу ми е мило што им го направивме ова. Важно е дека ти се израдува. Сега и татко ти не ќе може да приговори на тоа дека безцелно си го трошил времето со Талес, филозофот. Сега го научив и тоа за времето. Времето е најмудро. Зашто тоа открива се. Така јас те открив тебе. Така јас и открив водата. И проникна во незините тајни. А на брегот крај водата те сретнав тебе, Исидоре.